сме 99%. Почитувани, ова е најновото издание на 99%. Емисија во која ги прикажуваме личните интимни ставови на нашите сограѓани по однос на темите кои што на овој или на оној начин сите нас не засегаат. Верувам дека токму таква тема имаме подготвено и за денешното издание на 99%, а која ќе ви ја наговестиме со емитување на два прилози кои што нашата информативна редакција пред некаде околу 2 недели ги подготви, а кои што се однесуваат токму на темата за која денес ќе разговараме. Па режија предлагам тука да ги погледнеме овие прилози. Пред општинската зграда, активистите на граѓанското движење за одбрана на Македонија ГДОМ одржа мирен народен собор со охриѓани што го поддржуваат движењето. Тие со своето присуство искажа незадоволство од одлуката на председателот Ѓорги Иванов за аболиција на председателот на СДСМ Зоран Заев и Зоран Верушевски, прво обвинетиот во случајот пуч. Ние не протестираме, само сакаме да го искажиме незадоволството оние што протестираат против државата, против се што е македонско. Да види подобро. Да протестираме против одлуките што ги донесе Иванов да се одржат изборите на 5 јуни како што е договорено. Тоа. Ние сме дојдени да им дадем цврста поддршка на владата која се бори за опстанок на Македонија, да си имаме своје име, свој јазик, свој идентитет. Да се види конечно на 5 јуни народот да излези, да се даде поддршка за премиерот Груевски, затоа што премногу успешен премиер и народот го сакат. И се во ова одезде што се случуваат, мислам дека не е во ред. Гледате самите колку многу ги имат, сите сме ние за Македонија. Мирко Томовски, писател од Охрид, член на ГДОМ, во обраќањето порача дека се подготвени да направат се за да ја зачуваат Македонија, испрати порака за избори на 5 јуни, ставање на дефинитивен крај на избори преку изразување на народната волја. Од граѓанското движење повикаа насилен одзив на граѓаните против деструктивните сценарија спроведувани од опозицијата, рушењето на волјата на народот и одбрана на државата и институциите. Томовски се осврна на состојбата во која се наоѓа општината и долгот што го наследи од претходните локални власти. Охрид оставија долг од фантастични 50 милиони евра. Само за период од 3 години за приватни ручеци и пијанки потрошија 15 милиони денари народни пари. А за толков период ја купуваа слободата на медиумите. Со над 12 милиони денари. Вака ли го сакаа градов и нашава земја? Тие кои во нивно време беа шампиони во полнење на партиските автобуси, се уработени од администрацијата, која брутално беше приморана да присуствува на нивните партиски митинзи, нема никакво право да зборува за демократија и право. ГДОМ одржува собири во повеќе градови низ Македонија, преку кои континуирано изразува незадоволство од одлуката на председателот Ѓорги Иванов за аболиција на председателот на СДСМ Зоран Заев и Зоран Верушевски, прво обвинетиот во случајот пуч. Ние сме 99%. Охриѓани излегоа на мирен протестен марш низ Охридската чаршија. Голем број граѓани протестираа под мотото "Нема правда, нема мир", носејќи пароли со различни пораки. Некој од граѓаните ги искажа и своите барања од денешниот протест. Да има вработување, слога, разбирање, да се сакаме еден со други, да така да биде љубезност и да нема мржна меѓу една партија и друга. Повлекување на одлуката на председателот на државава за аболиција на тие што ги помилува и поголема слобода и демократија во државава за сите нас. Барањата на овој протест се на оставка на председателот Ѓорѓе Иванов и повлекување на одлуката за аболиција на политичарите. Граѓанската организација Протестирам беше организатор на протестниот марш. Вероника Стефановска од името на Протестирам ги упати пораките. Целта на нашиот протест е исполнување на барањата кои што ги бараат самите граѓани. Дел од тие барања се нашиот председател Ѓорги Иванов да ја напушти својата функција, истовремено да се повлече одлуката за аболиција и да нема избори на 5 јуни.
Граѓаните тргнаа од градскиот плоштад Крушевска република, се движеа по Охридската чаршија, а протестот заврши пред основниот суд каде што се извикуваа паролите "Оставка" и "Нема правда, нема мир". Протестниот марш протече мирно и без инциденти, а беше обезбедуван од голем број полициски кордони. Ние сме 99%. Ете, почитувани, верувам дека повеќе од јасно вие на сите дека токму денес во 99% ќе разговараме за протестите кои што веќе 2 недели наназад ни се случуваат не само во нашиот град, туку и во повеќе градови низ државата, најмасовни се разбира во главниот град во Скопје. Денес во 99% разговараме за протестите во градов и за тоа кој и зашто протестира. На оваа тема за жал ќе мора да дискутирам, тоа нема да биде некоја дебата, ќе биде повеќе еден разговор со само еден за жал гостин, тоа е Ристе Николески, како представник од неформалната граѓанска група Протестирам. За жал, ќе речам повторно, не успеавме да дојдеме до представник од граѓанското движење за одбрана на Македонија, кои што се всушност организатори на овие контрапротести или како и да се нарекуваат. Ова празно столче ќе постои вака со надписот кој што е кратенката на всушност и на граѓанското движење за одбрана на Македонија. Накратко, јас ќе ми прости мојот вечерашен гостин, денешен гостин, ќе одземам малку време, бидејќи едноставно како новинар должен сум да ја кажам целата макотрпна работа и голготата, ако сакате, што мораше да ја поминам во обидот да донесеме представник од граѓанското движење за одбрана на Македонија. Всушност, контактиравме и со една од личностите кои што имавте можност да ги чуете во прилогот, кој што говореше, се разбира, на протестот на граѓанското движење за одбрана на Македонија, кој што тоа е господинот Мирко Томовски, кој што не информираше дека всушност не е член на ова граѓанско движење, туку дека само бил поканет да прочита дел од неговата поезија. Исто така испратив и порака, знаеме технологијата са барем ни нуди такви можности, на официјалната Facebook страна на граѓанското движење за одбрана на Македонија. Побаравме да ни овозможат некој да ни дадат контакт од некој нивни член кој што потекнува од Охрид или било кој член на ГДОМ кој што би бил во можност да дојде во Охрид и да гостува во оваа денешна емисија. Меѓутоа, ете, како што може и на екраните да видите, на пораката која што ја испратив минатиот четврток пишува само син, а нема апсолутно никаков одговор. Во меѓувреме контактиравме и други личности, меѓу кои и луѓе кои што знаеме дека се членови на ГДОМ, а кои што за жал беа на боледување, некои држеа настава токму во терминот во кој што се емитува нашата емисија, а некои од нив не преупатија доколку сакаме да добиеме некаков представник, за тоа да се обратиме до председателот или некогашниот председател или како и да е веќе функцијата на господинот Атанаско Михаилов на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН, кој што, како што и беше кажано и на мојата колешка Билјана Николовска, беше и самиот, како да се изразам, не дел од протестите, меѓутоа им помагаше на граѓаните кои што на 21 април организирано со автобуси заминуваа од пред Суна во главниот град за да протестираат. Толку за тоа колкаво беше патешествието за да се добие нивен представник во оваа емисија. Јас не би должел повеќе, сега може веќе и да го започнеме официјално разговорот со мојот денешен гостин, како што кажав, Ристе Николески, кој што тука не е гостува како представник од неформалната група Протестирам. Би благодарам на поканата. Јас ќе ви се извинам уште еднаш за малку подолгиот вовед, меѓутоа нема проблем. Такви беа околностите. Жал ни е навистина што немаме представник од, ајде условно ќе речам, другата страна, иако би требало сите да сме обединети околу некоја заедничка цел. Беше споменато во прилогот кој што
беше изработено нашата информативна редакција, кој што беше снимен нели на протестите на ГДОМ, се бараат некои политички одлуки за одење на избори, за дека се протестира против опозицијата и нејзината деструктивност и за сето она кое што опозицијата го прави за да направи некаква деструкција во државата, и ми се чини дека и тоа како им се дава политичка некоја позадина и политичка слика на протестите на кои што всушност вие учествувате. Има ли политичка позадина на она што го представуваат, не може да кажеме членовите, бидејќи тоа не е луѓето кои што изразуваат својата граѓанска волја на протестите на протестирам? Прво да изразам и жалење за сакав јас да имам соговорник од Сдруженијето ГДОМ, да размениме одредени мислења и да видиме кои се нивните ставови вака директно во комуникација со нив. Директно ги отварувам сите шпекулации дека зад протестирам стои некоја политичка партија или како што сакаат противниците или ете да ги наречеме контрадемонстрантите, дека ова е исценирано од некои странски служби, дека Сорос ги финансира тие протести и така натаму. Нема апсолутно никаква политичка позадина протестирам. Сега ГДОМ и барањата на ГДОМ, видовте, слушнавте дека и самите сакаат повлекување на аболицијата на Ѓорѓе Иванов. Денес слушнав вести дека Заев и Верушевски излегоја на рочиште, но тоа е одложено бидејќи тие се аболицирани и својата правда ќе ја барат дури во Страсбур. Така да јас сакам и тоа специјално јавно обвинителство искрено да си ја заврши работата и веќе еднуш да завршиме со ваквите политичари кои цело време го тортурираат народот. Така. Го споменавме специјалното јавно обвинителство и веројатно токму таа одлука која што ја донесе председателот Иванов да се аболицираат лица, дел од кои не ни беа ни познати на јавноста дека биле осудувани или дека се товареле за некои кривични дела, беше она што ги поттикна повторно протестите, велам повторно затоа што и во изминатите година дена, па и повеќе се протестираше по разни основи во кои се бараја оставки од владата која што ете сега веќе и е распуштена. Ја предизвика, како што кажав, токму таа одлука и која што граѓаните ја толкуваат, барем оние кои што се појавуваат на вашите протести, како начин да се сруши она што го работи специјалното јавно обвинителство. Ајде, некако, можеби специјалното јавно обвинителство си има седиште во Скопје, меѓутоа сепак успева некако таа одлука да ги обедини граѓаните од другите градови од земјава, иако Охрид релативно подоцна се вклучи во целата работа. Добро, Охрид, да, подоцна се вклучи во протестирам, но не дека нема поддршка тука протестирам. Пак ќе напоменам и за барањата на ГДОМ за 5 јуни избори да има. Фери демократски избори на 5 јуни не е возможно да има, бидејќи не може да има таква основа. Прво знаеме со избирачкиот список што се случува. Друго, со партизираност. Денес протестира против партизираноста која има и во судството и во сите јавни институции. Ете, ако тие сакаат да се бранат, затоа сакав тука да имаме соговорник и цело време нели зборуваа дека луѓето од СДСМ или претходната власт ги носеше луѓето со автобуси на митинзи и на такви работи. Сега истото и тие зарем требаше да го прават. 10 години се веќе на власт. Како да се бранат, не знам повеќе, веќе цело време се бранат со реков со изнаоѓање на слабоста на нивниот опонент. Но тоа не е факт дека да се одбранат од оваа небулоза во која навлегоа тие, дека постојано се вработува со членска книжка. Знаеме, јавна тајна е секаде дека во секоја една јавна институција каде што е замешана политиката, вработувањето оди со членска книжка. Тоа требаше да заврши до сега. И затоа се надевам сега во овие моменти
И луѓето во Скопје кои протестираат ги гледам дека се искрени, и луѓето во Охрид тука искрено протестира, не е како контрапротестантите кои добиле некакво вработување за 250 евра и сега тие излегуваат да бранат одредена влада која најповеќе до сега во историјата на Македонија ispolitizira. Све централизира, знаете дека се централизира, све поминува преку Централниот комитет во Охрид. Кој ќе се вработува се знае дека поминува преку Централен комитет. Така. Ако протестирам како неформална група, протестира, ајде ќе кажам, во матичните градови, може би израз на некоја граѓанска волја е кога нема протест во матичниот град, граѓаните да се упатат може би во Скопје, каде што секој ден во 6, односно во 18 се протестира. Не е ли малку нелогично да имате групања на граѓани, и тоа помасовна група на граѓани, кои што веројатно тие самите си знаат зошто го прават тоа, организирано да тргнуваат од Охрид за да се појават на, ајде, веројатно тоа е популарен термин, на контрапротестите. Зошто да се протестира во главниот град ако ја браниме Македонија? Треба да го одбраниме Скопје за да... Па во Скопје се наоѓаат во централниот град, во главниот град се наоѓаат сите институции. Прво, например, за протестите во Охрид, каде да се протестира беше и најпрвен. Сите институции се наоѓаат во Скопје, например, нели се протестираше пред канцеларијата на председателот Ѓорги Иванов и она што ги натера луѓето тука да излезат беше повикот на аболиција на председателот. Во Охрид каде да се излезе, така? Пред која институција? Ете, и пред општината излеговме, и пред судот излеговме, и тука ги вмешуваме нив како една партизираност, рековме, и суството имаме целосна партизираност и затоа се формира и специјалното јавно обвинителство. За во главниот град да се оди на контрапротести, замислете си, протести правите против народот кој протестира против владата. Зарем тоа е треба да го објаснуваме сега ние тука. Да ја браниш владата со протести, тоа е никаде го нема во светот. Само кај нас тука го има. Дали верувате дека протестирам, односно граѓаните кои што се дел од ова неформално движење, кои што, ете, изминативе 4 протести, барем, кои што се случија во нашиот град, доволно јасно ги искажуваат нивните ставови во однос на тоа што тие бараат и која е ултимативната цел и која е идејата која што всушност стои позади тие протести? Вака се, да, доволно јасно ги истакнува, дали доволно на она конкретно место каде што треба да бидат тие упатени, нормално ние сме на улица, ги бараме своите права преку улицата, така. Викаме дека политичката елита седнува на маса, склучија некој договор во Пржино, но со тој договор што се случи? На крај дојде до она изјава на Љупчо Ѓоргиевски кој кажа дека најдобар излез од кризата во Македонија е уствари аболиција на сите политичари. И така на крај испаѓа дека председателот Ѓорги Иванов ги аболира сите политички елити кои се замешани во овој процес кој го доведе до ова ниво нашето општество. Јасно е дека станува збор за политичка ситуација која што за жал или за среќа може би ескалира на токму на ваков начин со изразување на граѓанскиот револт од одлуките кои што ги носат тие политички елити. Меѓутоа, дали верувате или дали сметате всушност дека е потребно да постои некое јасно одвојување од она што представува протестирам како граѓанско движење од она што представува некоја поддршка која што ја добива движењето и од политички субјекти? Мора ли да постои таа јасна разлика помеѓу работите за да речеме конечно да, не победи политиката, туку победија идеите и народот? Така. Јас тука сум во дилема дали треба или не треба тоа да се истакнува, но логично е ако си опозиција, како опозиција, и ако поддржуваш протестирам, треба јасно да даеш одзнак дека ги поддржуваш протестите. Така и не е срамно да кажеш ако си човек од опозиција,
да излезеш на протести против владата. Што е тоа тука страшно или страмно? Што е проблемот тука? Така, луѓето од протестирам се за заедничка цел, рековме. Сите сме против аболицијата, сите сме за фери демократски избори и сите сме за да се прекине партизираноста во нашето општество. Така, за подобар систем да имам. Иначе, цело време во ете и граѓанското движење за одбрана на Македонија се бори за или кажува дека луѓето кои се од протестирам се некакви предавници ја предаваат македонската кауза. Од кого ја предаваат? И во свеста на народот тоа е најлошо што му се прави, дека најпрво јас го спомнувам Илинденското востание, го кажуваме ради предавник заврши неуспешно, така? Јане Санданскијете, од многуте дејци кои ги кажуваме, тие загинуваат ради одредено предавство. Граѓанството движење за одбрана на Македонија, сите луѓе кои го искреираја системот после 45-та година, како Лазар Колишевски, Блаже Конески, Славко Јанески, ги сместуваат во еден дел дека тие се комуњари или тие се предавници. Така, после 91-ва имаме поново, после осамостојувањето или независноста во Македонија, во Македонија владее Бранко Црвенковски, Љупчо Ѓоргиевски, во народот сега тие истите ги прикажуваат како предавници. А верувајте дека за некоја година и Никола Груевски ќе биде како најголем предавник на македонскиот народ или човек кој воспостави тоталитаризам во 21 век во Македонија. Така. Веројатно мора да се спомене, бидејќи секакви работи се слушаат и тоа и по социјалните мрежи, обично тука луѓето најслободно се чувствуваат да коментираат и да напаѓаат или да бранат некого. Сега ќе зборувам за неформалното движење, протестирам бидејќи имам представник само од кај вас. Ве етикетираат како соросоиди, како луѓе кои што добиваат пари од американскиот бизнисмен Џорџ Сорос за да протестираат и да, не знам, да реализираат некакво црно сценарио за Македонија, за некакви поделби, за, не знам, разнебитување на државата. Таа е небулоза во која ги ставаат луѓето. Луѓето ги ставаат во еден кош дека или нивните размислувања се дека Македонија е насред некоја студена војна и дека сега се кршат тука копијата во Македонија помеѓу Русија и Америка и дека сме ние во студена војна. Тоа е жално за луѓето што му го прават првин, бидејќи не сме во никаква студена војна, доколку постои империја, ние сме насред империја, што значи никако не можеме да се бориме против таа империја. И да не навлегувам таму, тоа е историска тема, друг пат, ако имаше и противник тука, ќе продискутиравме на таа тема, бидејќи главно тие се нивните обвинувања. Ако Сорос толку инвестира во Македонија, например, ако толку финансира и овие протести ги финансира како тие што кажуваат дека се по 100 евра за секој еден кој протестира тука, значи е тој најголемата инвестиција во Македонија која може да ни се случи. Така, нели Македонија имавме реклама Invest in Macedonија, што значи ете и Џорџ Сорос инвестира тука. Значи тоа не е страшно. А и ако зборуваме на таа тематика, например, би зборувале и за каква независна ние држава ние тука имаме, ако мислиме да се затвориме и пазарот да го затвориме само за нас, кога имаме 95% банките се со странски капитал, нели? Зависни сме Македонија од Лепи жито, Евана е нели австрийска компанија, Телеком германска компанија и така натаму да не ги редам. Веќе тука се навлезени компаниите или големите компании или мас компаниите се навлезени во Македонија. Зошто тоа му го прават на луѓето? Да веруваат дека се во некаква студена војна, тоа не ми е јасно никако. Така. Добро, ајде, ќе направиме тука една кратка пауза за реклами, а потоа ќе го продолжиме овој разговор. Вчерашни последни дознаваат кој и зошто го предизвика народот да излезе на улица. Ексклузивно,
вчерашни во присуство на единицата ловци на фантоми. Како поминуваат нашите евровизиски представници во Лондон? 50-ти јубилеен гол за Груевски. Вчерашни ги има деталите. Дознајте последни каква е атмосферата во диаспората. Сите знаеме каква е ситуацијата во нашата зграда, колку станарите беа поделени помеѓу себе. Од обичен политичар прераста у раскошен голгетер, врвен стрелец, бада е водолија, и девица би се у хороскоп. Пладне ке не убаво, после пладне ке не врне до силен јак. Тоа беше се во овие вчерашни новости. Фризерско студио Анита на булевар Туристичка во мини базар Гранит. Бидете препознатливи со свој собствен стил, но пред се, секогаш имајте здрава, убава и негувана коса. Ви нудиме професионална услуга со најквалитетни препарати за нега на коса од познатата марка Ревлон. Бидете со стил, Фризерско студио Анита. Евана Македонија ви доделува вредни награди за енергетски ефикасен дом. Ажурирајте ги вашите податоци во Евана Македонија и играјте за вредносни ваучери од 100.000 или 30.000 денари за целосно опремување на домот. А дел од корисниците може да добијат и сет за енергетска ефикасност. Проверете дали сте добитник на evana.mk. Евана, секогаш тука за вас. Деветто одделенци, коледжот Јахја Кемал е вистинското место за подобри можности и светла иднина. Искористете ја можноста и бидете дел од Јахја Кемал. Побрзајте и пријавете се. Уписите се во тек. Традиција и квалитет. Преку 50 годишно искуство. Житолеп Охрид. Житолеп Охрид ви нуди широка палета на производи од сопствено производство. Житолеп Охрид. www.stiringtrade.com.mk. Нудиме широк асортиман на квалитетни сертифицирани резервни делови по најповолни цени, со дополнителни 10% попуст за сите веб порачки. Вршиме комплетно опремување на автосервиси со апарати од германско и италијанско производство, цена по договор. И секако, ви ги нудиме најдобрите моторни именувачки масла Пенасол, произведени во Германија. Steeringtrade.com.mk. До напредок во работата со ХТЗ опремата од Напредок Комерц. Заштитете ги своите работници, но имајте и свој заштитен знак со препознатливи униформи и работни облеки за индустријата, медицината, земјоделството и гостителството. Нудиме и униформи за агенциите за обезбедување, маскерни униформи, обични поломајци и најново, гумирани униформи отпорни на вода и ветер, брендирање со везење на вашиот заштитен знак со одличен квалитет. Напредок Комерц, Струмица. Хит акција во Бако. Орев јатка за неверојатни 430 денари за килограм. Кикиритки печени 160 денари. Суво грозје бело 220 денари. Смокви суви паковани 50 денари. Вкус кој не се заборава. Passion, a powerful or compelling feeling that can dominate your will. It can unsettle any sense of reason, such as love, hate, and jealousy. I think we'll all lived a passionate love story where there's no reason, there's no judgment. Where only the walls can keep secrets. And where the forbidden Can be the most desirable.
Ние сме 99%. Почитувани, добре дојдовте назад во студиото на телевизија ТВМ. За оние од вас кои сега се вклучуваат на нашата програма, денес во 99% дискутираме за протестите кои што се случуваат во целата република, меѓутоа пред се во нашиот град, и за тоа кој и зашто протестира. На оваа тема денес разговараме со представник од неформалната граѓанска група Протестирам, Ристе Николески. За жал немаме, како што кажав и во првиот дел, представник од граѓанското движење за одбрана на Македонија, кои што контрапротестираат или протестираат за некои избори на 5 јуни и за селектирана, односно повлекување на аболициите на господинот Заев и Верушевски. Господин Николески, дали она што граѓаните кои што доаѓаат на вашите протести, условно велам вашите, не мислам лично ваши, она што доаѓаат на тие протести, онај револт кој што го изразуваат, навистина представува реален приказ на нивната слободна волја, или пак, како што споменавме во првиот дел, стои некој сценарио зад нив, па некоја мрачна сила ги тера и ги носи на тие протести. Па и во првиот дел од емисијата напоменав дека протестите се искрени и искрено луѓето го чувствуваат нештото, дека веќе му е доста од таа партизираност, реков. Реков и дека владее чувство кај нас дека тешко дека ќе се промени ситуацијата, дури тоа е невозможно, но и ајде да го цитирам тука, на тоа ми доаѓа Нелсон Мандела, кој вика дека стално изгледа невозможно, се дури не се заврши работата, или се додека не се случи нештото, или се додека не се успее во ова нешто. Искрено, и јас протестирам, зад мене не стои политичка партија, не сум јас организатор никаков на протестите, член сум на Протестирам и само поддржувам протестите и го истакнувам револтот со Протестирам. Тоа е. Искрени се луѓето, стварно го чувствуваат нештото. Не сакаат веќе, дури прават некоја состојба на мозок плюс пробаја така да направат дека онаа критичка маса која има Македонија или македонците кои се со критичка свест или поддржувачи на опозицијата се веќе сега иселени во странство, бидејќи 10 години се опозиција, и дека нема критична маса во народот и дека опозицијата е, младината на опозицијата е веќе раселена насекаде во светот. Но тоа не е така, бидејќи видовме на протестите во Охрид без никаква политичка замнина. Излегоа скоро 1000 луѓе, така? Ако не и повеќе, не знам бројката, харикирам со бројка. И луѓето таму беа искрени. Така, дали сметате дека истото може да се каже за сега условно другата страна, односно за оние кои што излегоа на протестот на граѓанското движење за одбрана на Македонија, кој што, на два пати се случија, ајде ќе мора малку да се подсетам, на два пати имавте контрапротестирачи, на првиот протест на 20 април и на последниот кој што се одржа на 27. Така, едниот беше пред општина, другиот на тука пред Охридска банка. Тука директно во јавноста ги има, повторно ќе кажам, голем дел од она што се случува и од она што се пренесува како вест или како информација или како некакви ставови се случува на социјалните мрежи, и таму барем владее мислењето на социјалните мрежи дека се оние кои што доаѓаат како дел од граѓанското движење за одбрана на Македонија, дека всушност голем дел од паролите на Протестирам ја обработуваат таа тематика за таа сендвич револуција, дека тие доаѓаат за еден сендвич и за дневница, па ги носат по автобуси ги во главниот град каде што условно треба да ја бранат Македонија. Не верувам дека се дојдените, да не преувеличуваме, така е, да, добиваат сендвич сигурно за попат,
дека доаѓа за сендвич за да протестира, не е тоа така. Сигурно му е ветено нешто дека ќе добијат некаква работа, или веќе се вработени некаде, или волонтираат во некоја јавна установа, или чекаат некакво вработување. Тие се луѓето. Или луѓето кои добиле одредена функција, гледате дека сите кои го поддржуваат дом се некакви функционери. Од тоа треба да се браниме ние, од таа идеализирање на личноста или правење на култ на личности. Најпрво, затоа и нема дом тука представник, кај нас и тие револуционери во Македонија кои се представени како светци. И народот ги представува како светец. Не се тие светци, се исто политичари во нивното време, се бореле нормално, викаме за чиста кауза за формирање независна Македонија, но тука што? Кого да идеализираме? Уште да правиме култови на личност? Дека тоа е семоќен. Не е фер. Уште кога отпочна повторно овие протести, кои поттикнати нели од таа одлука контраверзна во најмала рака за аболиција на сите политичари, на председателот Иванов, овие протести го добија слоганот и кој што и денес веќе обстојува шарена револуција. Во Охрид тоа горе-долу го немаме на онакви размери или во такво светло како што се случува во Скопје, веројатно поради тоа што во Охрид го немаме Скопје 2014. Да, немаме врз кој културен споменик таков од проектот на владата да го означиме својот револт. Хипотетички, бидејќи оние кои што својот револт го искажуваа на таков начин, беа во најмала рака етикетирани како хулигани, а дел од нив, како што пренесуваа нели медиумите, и завршија со куќен притвор. Би се согласиле ли со тоа дека не знам, треба да не се уништуваат тие јавни добра, без разлика на тоа какви се ставовите на оние кои протестираат, или се случува токму она што всушност протестирам сака и да го постигне? Дали се тие јавни добра? Дали спомениците се јавни добра во Македонија? Дали толку финанси вложени за споменици е јавно добро? Тоа е револтот кај граѓаните. Јас можам да зборувам најповеќе од мојата професија, наставник сум по историја, и можам да зборувам најповеќе за образованието. Ако во образованието земаме 250 евра плата, земаме 300 евра ете соси 350 евра се соси бруто, соси патарина, соси хранарина и кој 350 евра плата, зарем тоа не е предавство? Да ги дадеш парите за споменици, а не да финансира свој образование. Пред да се појават овие протести, јас бев член на протести организирани од страна на наставнички пленум, исто етикетирани, значи дека ние сме некои си црна сила, како што ви кажете, или не знам, мрачна сила која влијае врз нас и не тера луѓето да излегуваме на протести. Излеговме со причина дека синдикатот, рачунајте и Сојузот на синдикати на Македонија е целосно исполитизиран. Зарем таа установа требаше да ја политизира? Таа е лулката на демократијата, синдикатот, луѓето или вработениот, работникот да си ги вара своите права. Друго, за најниската плата, како што кажуваа дека од Сојузот на синдикати се изборија во Македонија за означување или озаконување на најниската плата во Македонија, за 2016 од 1 јануари доаѓа дека е 10.080 денари, за 2015 е 9.590, а за 2014 е 8.800 денари, ми се чини, да, точно е. Сега во образованието, минималната плата, која е подпишана помеѓу СОНК или Синдикатот за образование, колективниот договор подпишан помеѓу СОНК и Министерството за образование, минимална плата по која ни се пресметува нас е 8.800 денари или од 2014 минималната плата, а според член 34 од тој колективен договор, секоја година подписникот на колективниот договор и Министерството за образование треба да подпишат минимална плата најмалку
еднош. А тоа е случајно после на октомври 2014 изнесува 8.800 денари. Друго, коефициентот од 2008 година, коефициент со кој треба да се пресметува помножен по минимална плата на професор, изнесува 3.5, а сега по најновиот колективен договор е 2.53. И тука ни го намалија, ни кажуваат дека ни зголемуваат платата, бидејќи со закон за исплатување на плати, се кажува дека тие ќе одат според она што го потпишал колективниот договор. А во колективен договор ние имаме испод минимална плата. Пропишана со закон во Македонија. Така, ќе искористиме оваа можност да споменеме дека всушност се организира и во текот на вчерашниот ден протести нормално за барање и за одбрана на работничките права, иако веќе неколку години со ред такви протести не организира институцијата која што веројатно би требало да ги брани тие права, Сојузот на синдикати на Македонија. За жал такво нешто повторно изостана. За тоа зборувам дека треба народот да биде искрен, да рече доста на оваа партизираност, да се прекине веќе. Не разбирате? Зарем синдикат требаше да партизираат. Знаеме како оди тука во градов, кои се луѓето на синдикатот. Дали сте хулиган, господине Николевски? Па, зависи кој ме проценува и како ме проценува. Сите луѓе, јас барем, ако се опишувам дали сум хулиган, не сум хулиган, никако не сум хулиган. Креирам јавно мислење на ученици, средношколци кои ако бев хулигани ќе ги направев и нив хулигани. Не само сакам, реков, само сакам либерализација, сакам департизираност на установите, сакам слобода или сакам демократија, за креирање и за подобар професор да видам. Тоа сакам, не барам ништо друго. И да можам, еден парадокс би го кажал јас, двајца во семејство сме со професорска плата, во животот наш ние не можеме да заработиме еден стан и не можеме да истудираме 2 студенти. Зарем тоа не е небулозно? Двајца, завршено високо образование, вработени според струка, не можеш да образуваш 2 студенти и да си купи стан. Зарем толку заслужуваме? И хулиган? Или изразување револт со бои врз нешто што некој ни потроши парите за споменици во уметност, каде што нема проценка. Најлесно е тука, нема проценка колку тежи бакар, толку треба да чини споменикот. Не, тоа е уметност и кажува уметникот колку чини, таа нема проценка. А да ги вложеа парите во патишта, во патна инфраструктура, во образование, во здравство. Така функционира еден капиталистички општествен систем. Да го пуштиш крвотокот, да може да функционира нештото и самото по себе. Ако имаш образовани луѓе, ако имаш добра патна инфраструктура, ако имаш добро здравство, тоаш и народот ќе остане тука и ќе сака да живее и ќе се едуцира и државата ќе профункционира. А не само со митови и со легенди во изминатото и да кажуваме само колку опозицијата не чини. Не, туку направи ти нешто. Верувате дека има доволно критична маса кај младите пред се, ако тие се можеби тоа кокиче кое што треба да е предвестник на пролет? Како грешка нивна во целата централизација која изврши оваа власт веќе 10 години, знаете како функционира таа и десничарска партија која ги централизира работите, мора да оди све преку централата или преку нивниот централен комитет да се извршуваат нивните задачи. Го централизира главниот град Скопје. И таму замина целата наша младина која и продолжи понатаму да живее. Знам дека има и Охриѓани во Скопје која брои некаде над 10.000 луѓе група на Facebook ми се чини. И таа критичка маса која живее таму веќе е едуцирана и свесна е за случувањата во светот што се случува. И таа е таа критичка маса која се надевам дека ќе се поправи нешто во оваа држава. Во оваа бездна кој сите кажуваат, реков дека нема излез. Но никој не верува се додека не се заврши нешто. Или изгледа дека не може да успее.
Веројатно во кризни моменти или во моменти кога пати не само обстанокот, условно, обстанокот на државата, меѓутоа и моралот и духот на луѓето, веројатно тогаш најголема одговорност носат оние интелектуалците кои што веројатно треба да ја искористат сета своја мудрост и сето свое искуство за тие да ја поведат државата онаму каде што треба, па макар било тоа и на улица, барајќи ги основните граѓански човекови права. Дали би се сложиле дека тие се доволно активни или проактивни или покажуваат било каков интерес да придонесат конструктивно на некој начин не во разрешување на кризата, туку во тоа да оние кои што да треба... Да му дадат боја на овој црно-бел свет досега што беше. Така, досега имавме црно-бели свет. Имавме ВМРО, имавме СДСМ. Сега не е така. Барем јас така верувам и искрено верувам дека е така. Дека сега има еден трет блок кој се формира, кој е сочинет од млади интелигентни луѓе кои нема да дозволат ниту во опозицијата или СДСМ или што и да се случи, кој да дојде после оваа власт на власт, дека нема да му дозволи да лесно да се игра со парите на народот и така натаму. Веројатно прашањето кое што најмногу ме интересира, а кое што ми се врти низ главата од како го почнавме овој разговор, е тоа дали сметате и верувате дека охриѓани ќе бидат достојни, оние кои што доаѓаат на протестот, на протестирам, ќе бидат доследни до крај и нема да се изморат од секојдневието, па да изгубат можеби и надеж и веќе да престанат да доаѓаат на протестите. Или ќе одат до крај? Нема да се изморат, бидејќи првиот пат беше најспор некако протестот, или охриѓани сме такви кои се срамиме да истакнеме она што го чувствуваме или многу мирно ги поминавме протестите, без никакви овации или без протести, само еден обичен марш по чаршијата и до општината и до судот, но како што поминува протестите, така видов дека се собира младината и дека сака промени во општеството, не му се живее вака. И искрено гледам дека онаа генерација, моја генерација на луѓе дека се залага за промени во општеството кај нас. Господин Николевски, ни истече времето за овој наш денешен разговор. Јас се надевам дека допревме барем дел од темите кои што и поентите кои што сакате да ги артикулирате преку протестирам. Уште еднаш ќе изразам жалење што денес не успеав да ви донесам соговорник. Веројатно ако се охрабрат во иднина, повторно ќе ве повикаме тука во студиото на телевизијата, ама до тоаш ви благодарам за вашето гостување. Ви благодарам и вас за поканата. Почитувани, тука е крајот на ова издание на 99% со некоја нова интересна тема ќе се видиме веќе наредниот вторник, а вие до тогаш останете на програмата на телевизијата Вама. Пријатно.